Добри дојде во студио за моите гости, Бранко Геровски, новинар, прв човек на Плюс Инфо, главен и одговорен уредник. Добар ден. И Никола Наумовски, активист, плоштад Слобода. Фала на поканата. Молам. Всушност, оваа покана, повод за оваа покана е колумната на господинот Наумовски околу одржувањето на Скопје 2014, кое од страна на градоначалникот на центар Андреј Жерновски беше префрлено на град Скопје, односно на Куце Трајановски. Преди тоа вие протестиравте, додека мојот колега Геровски протестираше заради вашиот протест, односно не се согласува со вашите забелешки. Одиме поред. Кои се контрааргументите на Геровски, а кои се аргументите на Никола Наумовски? Најпрво, велите, тоа го издвојувам како прва поента, велите трите споменици на албанските и турски дејци се уште не се поставени. Тоа значи дека Жерновски ќе му ги даде во наследство на град Скопје. Ќе им ги подари практично. И со тоа продолжува Скопје. Не сум сигурен дека е така. Веста која што ја прочитав и која што беше објавена, истата фраза, истиот параграф во неколку медиуми, вклучувајќи и Нова ТВ, велеше дека ќе се постават, а не од кого и кога, ќе се постават уште 4 споменици, тројцата албански дејци и еден македонски Петар Чаулев. Да потсетам и тие споменици, како и сите воопшто до сега споменици од Скопје 2014 се како се вика, исклесани на недемократски начин, заобиколувајќи ги сите можни процедури и конечно се оставени во таа композиција да одат за да му биде на Жерновски што потешко да не ги постави. Работата со Петар Чаулев и тројцата албански дејци е што дел од нив и навистина заслужуваат спомено бележје во Македонија, да речеме, или во Скопје, но начинот на кој што се поставуваат и овие, како се викаат, просторите кои што се окупираат за да се постават тие скулптури, споменици, кога веќе имаме 45 веќе поставени низ Скопје, стварно остава простор да се праша човек зошто тоа се прави, особено откако не се почитува мораториумот кој што го изгласал, кој што го донел градоначалникот и не се консултираат жителите на општината кои што по сите демократски правила би требало да бидат консултирани. Добро. Согласувате ли? Јас во принцип прво сакам да кажам дека сум поддржувач на Плоштад Слобода и медиумски, и своите колумни, и лично се заеме со нив се, и лично сме протестирале заедно. Генерално ги поддржувам тие идеи, ја поддржувам одбраната на градот од това насилство што се изврши со проектот Скопје 2014. Меѓутоа се обидувам да ја погледнам работата од еден подруг агол. Еве, например, за конкретно прашање, би било спорно ако навистина надвор од некакви самоиницијативно надвор од некакви легални обврски градоначалникот Жерновски поставува такви споменици. За мене би било спорно, како што веројатно е спорно и за Никола, но има една работа што за мене е поспорна. Ние очекуваме од господинот Жерновски да биде градоначалник на отпрот, го нареков јас, значи човек што ќе ги отвори сите фронтови во исто време, а морам да подсетам дека за сега се поставува, како рече Никола, 45 споменици. Не се сеќавам, или подсетете ме, при поставувањето на кој споменик од овие 45 се собра поголема маса луѓе, протестира, се бунтува, легна на плоштадите да го одбранат својот град и така натаму. Не можеме целата одговорност и сите очекувања да ги натовариме на еден човек, макар било тој градоначалникот, или треба да бидеме реалистични, треба да видиме кои се објективно неговите надлежности, можности, а тие во едно вакво лудо општество, или јас да употребам еден груб термин, општество во кое централната власт буквално одлучува за се и апсолутно авторитарно, е невозможно. Бетки не е некој наивен да помисли дека Куце Трајановски решава
кои споменици ќе бидат така натаму, сите знаеме дека одлуките за тоа се носат во еден центар, таму се одлучува за парите на врвот и така натаму. На Илинденска. Во такво општество е многу тешко да се конституира отбор, а тоа сме ние самите сведоци, нели, Скопјани. Добро. Ајде да се надоврзам со вас, согласен со Гировски дека за ниеден од спомениците луѓето не правеа блокади. За Скопје 2014 за душа имаше многу протести пред да знаеме за проектот Скопје 2014, но никогаш не можеме да бидеме задоволни од излезноста на луѓето и нивната енергичност и така натаму. Тоа делно и се должи сепак на водството, но истиот случај со поскапувањето на струјата, со стечајците и така натаму, а нашата протестна култура не го оправдува Груевски да прави што сака, ниту пак тоа значи дека Жрновски денеска не може да ги користи методите кои што ние на времето ги немавме. Ние порано немавме градоначалник на општина Центар на своја страна кој што може да ги застапува интересите не само на граѓаните од општина Центар, туку објективните интереси на цела Македонија. А тоа е да не се трошат пари во милионски бронзи. Денеска Груевски не можеме да го обвиниме дека ќе му ја земе раката и ќе го натера Жрновски да потпише било каква одлука. Жрновски може дури и под најсилни притисоци може своите одлуки да ги одложува колку што може подолго за да може справувањето со Скопје 2014 да го начека што послаб Никола Груевски. Вака, уште на почетокот, ако се креваат рацете од Скопје 2014, нас не ни останува ништо друго да правиме со победата во општина Центар, освен да се грижиме за тоа, не знам, кој ќе се вработи во основните школи и во градинката, во градинките. Добро, аргументите. Музиката на фонтаната, на војнот на конј, вели Наумовски, понатаму трешти. Потоа се осветлуваат хировите на Груевски, вели тој, се осветлуваат со светлечки ефекти на само новите мостови. Да, само мостовите. Не може ли тоа да биде сопрено? Видете. Барем тоа. Да. Видете, јас не сакам да го гледам Жрновски како таков градоначалник. Како градоначалник кој после неуспехот на една наша како да кажам, грандиозна битка против проектот Скопје 2014, кој е наш, да речем, наша заедничка битка и заеднички неуспех, а проект на власта, на централната власт, не би сакал да го гледам како началник кој после ќоди и после битката ќе ги собира остатоците и ќе се постави во една малициозна поза да не му дава струја на овој мост, да не и дава вода на оваа фонтана и така. Мислам дека тоа не е сериозна позиција за еден градоначалник, бидејќи победата на Жрновски, јас ќе потсетам, е, како кажам, најважната, најспектакуларната, највредната победа на опозицијата на локалните избори 2013 година. Добро. Не ја подценувам ничија победа, имаше, нели, опозицијата 4 градоначалнички места освои битни, значени во поголемите градови, меѓутоа отпорот што се пружи овдека и битката, ангажманот на луѓето, ангажманот, ако сакате, на цивилниот сектор, на интелектуалците, беше драматично најак. И таа битка, според мене, не треба да се, резултатите од таа битка не треба да се препуштат на едно менаџирање од овој тип за кој зборуваме сега. Ја мислам дека ја од Жрновски очекувам нешто друго. Очекувам дека и тоа требаше да се случи порано. На проектот Скопје 2014 моравме да се спротивставиме со други проекти. Да, вие тоа го пишувате во вашата колумна. Апсолутно со други. И уште нешто сакам да потсетам. Да бидеме самокритични. Тоа е многу важно да бидеме самокритични и да се потсетиме, например, дека дел од објектите, па и од спомениците кои сега си ги изгради Груевски во проектот Скопје 2014, всушност и не се изворна идеја на Груевски. Дел се изворна идеја од времето кога СДСМ беше на власт. Стариот театар, новиот стар театар изграден, не е идеја на Груевски, ако не знаете. Јас се согласувам, меѓутоа, јас мислам 2007 година, кога не постоја најголем дел од објектите, објавив на колумна под наслов архитектонски елефантиазис, каде што зборував за карактеристиките на нова архитектура како архитектура на Третиот рајх, нели? И уште тогаш во тоа време немаше идеја за црква,
немаше идеја за не беше барем за Александар и така натаму. Добро, и офицерскиот дом беше од тоа време. Така е. Да. Сметате за градска куќа. Вината, да бидеме искрени, вината за Скопје 2014 е дел и на некој начин е колективна, бидејќи и ние имавме воодушевување од собствената носталгија, од очекувањата и така натаму. Па дури и денес кога ќе слушате многу луѓе кои се жестоки противници на власта, кажат па ова ми се допаѓа, па ова не ми се допаѓа, се размислува по принципот на супермаркет за проектот. Не за неговата целина, за драмата што тој ја прави во просторот кој е уништен, тој е затворен. Иреверзибилни се некои од штетите направи, непоправливи се некои од штетите. Финансиската веројатно е најголема. Затоа е затворен просторот за некој друг градоначалник како Жерновски за да покаже што знае. Во центар нема каде да се покаже што се знае и што може да се направи, затоа што целиот простор е окупиран и претходно беше мал. Целиот простор е окупиран. Жерновски не може да гради нови паркови затоа што државата му ги земала парцелите. Жерновски не може да постави нови споменици затоа што едноставно нема простор каде. Жерновски не може да го направи она што Груевски го направи, да направи цели фасадни зидови од квази згради само за да ја затвори глетката кон стариот МНТ, односно денешна МУП. Воопшто Жерновски не треба ни да се надпреварува со Груевски или со Тодоровиќ во однос на тоа колку може да се направи за да се задоволи окото. Жерновски треба да отпочне процес демократски, стручен, кој што ќе вклучи што повеќе луѓе и стручњаци во тоа како да се справиме со проектот Скопје 2014 и во тој круг треба да се одлучуваат и работите за тоа како ќе се одржува Скопје 2014. Се согласувам и наетот не е убава особина ниту за дете, а камоли за политичар. Но во моментов и наетот и оние клучеви околу фонтаните кои што ги имаме се единствениот алат што го имаме ние опозицијата. И ние наместо да ги користиме тие најдобро што можеме, ние само заради джентлменство и заради одбивање да не свати историјата кој и не етичи, си дозволуваме нашите паркови да се сечат, да се масакрираат, да се злоупотребуваат, да се поставуваат рингишпили и така натаму, а тој клуч никогаш да не го искористиме само заради нашето джентлменство. Никога нема клуч. Да се договориме на работа. Има клуч. Еве јас ќе ти кажам што ако е Груевски човек, пазите, со делот твоја колумна согласувам кога велиш ова што е Скопје 2014 сега, јас додавам и уште еден друг грандиозен проект на инженерингот, името и така натаму, е мастерпис. Тоа е политиката на Груевски, есенцијата, најважната работа. И сега замислите, Груевски е сепак сериозен човек, да не го сметаме дека човекот е, нели, будалетника. Не е таков. Он вика вака, јас сум вложил во ова 300, 400, некој вела 500 милиона евра, веќе не може да се пресмета колку е сето тоа. И сега, тој проект ќе зависи од тоа дали ти ќе му пуштиш вода. Ајбе, од свете никој не ќе донесе водата. Нема да правиме. Ќе заведе принудна управа на што има законско право. Ги провери законите, нема, принудната управа не постои, постои само одземање на известни надлежности кои што ги поништи уставен суд. Ама нема шанса, Никола. Нема шанса да ви дозволи да си играат играчки на тој начин. Ја што сакаме да кажам? Битката посериозна ќе беше и ќе биде војнина. Ја не велам дека ние треба сега да цртаме поубави згради од тие што. Добре, ако се даде алтернатива на Скопје 2014, тоа ли е суштината на ние мораше да го имаме тоа до сега. Затоа што не се согласувам со тоа дека нема ништо што да се направи, не може ништо што да се понуди креативно, дека целиот простор е затворен, во ред затворен е, али ние зошто немаме? Еве, 7 години поред е Груевски на власт, од кои нели 5 години се потрошени на овој проект од неговиот зачеток или 4. Ние во тој период немавме ни една идеја да се рече луѓе, нема да правиме зграда на Агенцијата за електронски комуникации. Една идиотска институција која треба да биде барака некоја, таму чаир негде, зашто не треба да биде? Што е таа битна? У кој главен град сте виделе зграда на Агенцијата за електронски комуникации во центар на град? Ја не сум видел. Не сум многу шетан, ама не сум видел таква глупост. Сега, требаше да се понуди и не сум сигурен дека не може да се понуди дури кога е загрозен просторот. Наместо француски клуч ќе ги шкрафуваме, ќе ги носиме, селиме спомените да сватиме дека тоа е глупост.